Досега изгореле над 50 хектари шума, папрат и високопланински пасишта во пожарот на локација на Тетовско теарце во Националниот парк Шарпланина. Екипите на јавната установа интервенираат на терен, но кубурат со опрема. Поради лошите временски услови, канадерот на Дирекцијата за заштита и спасување имал само еден прелет. Сега се надеваат на дожд. Се обидовме уште од првиот ден, веднаш. Беше првата дојава направена во 11 часот, веќе во 1 часот имаше наша екипа на терен, за да може брзо да интервенира, но се работи за тешко пристапен терен, оддалечен најпрво, а потоа и многу стрмен и ризичен терен, до кој што екипата многу тешко стигна. Во моментот кога стигна, ветерот го смени правецот и целиот тој чат веќе ги заслепуваше и ги угушуваше колегите и мора веднаш да се вратат. Се продолжи со интервенцијата во неделата, вчера. Веќе 2 екипи вчера продолжија да интервенираат на терен од неколку страни, меѓутоа тој чат и тој пожар веќе беше проширен. Во моментов нашата груба проценка е дека се изгорени преку 50 хектари. Благодарение на ДЗС вчера интервенираше и авион. Канадер беше пуштен, но условите беа такви да брзо падна температурата, бидејќи ветерот се појача и немаше услови за да направи уште еден прелет. Значи направи само еден прелет со кој успеа да се изгасне една страна од пожарот. Нашата екипа изгасна друга страна од пожарот, но преку ноќ продолжи да гори. Во моментот се уште е активен пожарот. Пожарот кој се прошири за многу кратко време е на тешко пристапен и оддалечен терен. Се работи за терен кој што е тешко пристапен и претходно опожарувана површина, која што има многу голема лежечка дрвна маса, оштетена претходно, веројатно од бесправни сечи, од снегоизвали, и тоа е потенцијал за брзо да гори и да се создава многу чат. За многу кратко време, значи во рок од 2 дена, да се прошири пожар во јануари месец е навистина ретка појава на Шарпланина. Пожарот беше пријавен утрото на 7 јануари.